Почитувани добровечер. Вечерва гостин во емисијата Стаф е Драган Петковски, председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Куманово и координатор на советничката група на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Господине Петковски, добровечер. Добровечер, благодарам на поканата. Ви благодарам и јас вам што издвоите време да бидете дел од вечерашната емисија Стаф. Така, да си започнеме нели со прашањата. ВМРО ДПМН започна со кампањата "На Македонија и треба твојата идеја". На трибината во Куманово беа спомнати дел од реализираните проекти кои што се битни за Куманово, како што се осветлување на приодите и обележување на клучките и приодите во Куманово, изградбата на железничката пруга Куманово-Белјаковце кон Деве Бајр, значи коридор 8, како и почетокот на изградбата на гасоводот кон Штип. Но сето тоа се проекти од државен интерес. Дали централната власт досега издвоила пари за проекти кои што се локални проекти, нели? Локални, значи, нели, за Куманово. Значи, како што веќе кажавте, ВМРО ДПМН започна со кампањата "На Македонија и треба твојата идеја". Направени се 4 тима, предводени од високи функционери на партијата, кои што веќе помина и во наредниот период ќе помина цела Македонија, ќе имаат средби со граѓаните на Македонија, се со цел да приберат идеи, да видат што е она што најмногу ги засега граѓаните, како би можеле тие идеи да ги вметнат во програмата која што, како и за секои избори, значи тоа стана пракса, ќе биде направена и за наредниве парламентарни избори. Прашавте дали досега има направено некои проекти што се однесуваат на Куманово. Да, има многу проекти што се однесуваат на Куманово. Локални проекти. Би ги спомнал само, да кажем, спортска сала во населбата Карпош, спортската сала во Долно Којнаре, мултифункционално спортско игралиште во Основно училиште 11 октомври, локалниот пат Куманово Пчиња, локалниот пат Војник Клечовце, повеќе проекти во сфера на здравството, набавени се поголем број медицински апарати, со кои е овозможено на граѓаните многу здравствени прегледи за кои што досега мора да одат на клиниката во Скопје да ги изведуваат и да ги извршуваат во Куманово. Дали овие проекти се доволни? Секако дека не се и никогаш нема да бидат доволни. Бидејќи за било каков проекат кој што се однесува за Куманово, потребни се двајца. Значи, потребна е соработка меѓу централната и локалната власт. За жал, во Куманово таа соработка не е баш на некој задоволнително ниво. И моје мислење е дека причина за тоа е во локалната власт, која што наставува и врши обструкција на било каков проекат кој што ќе биде предложен или ќе се обиде да се реализира од централната власт. Според вас, зошто Куманово, за разлика од општините каде што на власт е ВМРО ДПМН, досега остана без социјални станови, без индустријска зона, без изградба на нови градинки? Значи, на дел од ова прашање веќе одговорив со претходното прашање. Значи, за да се реализира нешто потребни се двајца. У Куманово очигледно е дека тие двајца ги нема. Меѓутоа, веќе подамна, веќе неколку изборни циклуса, градоначалникот ветува, од градоначалникот и од локалната власт се најавува и се ветува индустријска зона Речица. Докаде е овој проекат, ќе мора да го прашате градоначалникот, но по мои сознанија овој проекат
е уште на мртвата, на нултата точка. Некои од парцелите се као продадени, меѓутоа до сега не ми е познато дека има било какви активности во врска со оваа индустријска зона. За еден таков проекат да се развие индустријска зона, потребно е најпрво да се решат оние проблеми од комуналната сфера. Значи, кои што се под локална ингеренција, тоа да се доведе квалитетна вода, да се доведе канализација, да се реши пристапниот пат, да се реши струјата, па дури тогаш може да очекуваме некој да дојде и да инвестира нешто во таа зона. Се додека тоа не се реши, тоа ќе биде само празно земјиште и не може да очекуваме дека некој ќе дојде да вложи нешто на празна нива, да кажем. Така, на последнава трибина, значи пратеникот Зоран Ѓоргиевски најави дека владата издвоила средства за почетна подготовка за изградба на технолошко-индустријска развојна зона во Куманово, но дека локацијата во текот на неделава допрева ќе се дознае. Имате ли некои поконкретни информации во врска со оваа зона и што ова конкретно ќе значи за економскиот развој на Куманово? Значи, на последнава трибина што имавме, точно е дека пратеникот Зоран Ѓорѓиевски најави дека во Куманово ќе се гради една ваква зона. Меѓутоа, ваквата зона ја најави нашиот претседател Никола Груевски во еден од своите говори во пред 10 дена. Така да пратеникот само ја повтори таа изјава. Сега дека баш нареднава недела ќе биде објавена локацијата, ја не сум чул, не знам дека е така. Значи, може да заклучиме дека точно е дека е најавена изградба на технолошко-индустријска развојна зона во Куманово. И што оваа зона ќе значи за Куманово, на сите ни е јасно. Тоа ќе биде една голема инекција, еден голем потик за бизнисот во Куманово. Во прв ред би се ублажило оној најгорливиот проблем со кој што се сеќаваат граѓаните, тоа е проблемот на невработеноста. Значи, многу кумановци својата екзистенција ќе ја најдат во оваа зона. А секако дека и постоечките фирми во градот што би почувствувале определен бенефит. Значи, некои со директна соработка со зоните, со фирмите кои што ќе инвестираат во таа зона, а некои со индиректна соработка. Во секој случај, влезот на нови свежи инвестиции во многу ќе значи за Куманово и мислам дека сите ние како граѓани на Куманово тоа ќе го почувствуваме. На истата трибина, министерката за култура Елизавета Канчевска-Милевска нареди, најави и една голема промоција и уредување на просторот околу мегалитската обсерваторија Кокино, како и инвестиции за уредување на куќата на народниот херој Христијан Тодоровски Карпош. Се чини дека сите овие проекти за Куманово некако се во идно време. Дали може би ова е само едно, да кажеме, предизборно ветување, иако се уште има време до изборите, нели? Но сепак, еве. Тоа мислам дека не е баш така. И досега во Куманово во последниве години се работеше на повеќе проекти во областа на археологијата, на културата, зашто сведочат и неколкуте нови откритија на неколкуте локалитети во Куманово каде што се вршеше ископување. Тоа е сега не е баш од мојата сфера на локалитетот Визијаниус, па Костоперска карпа и така натаму, така да не би се сложил дека не е и досега инвестирано во оваа област. Мегалитската обсерваторија Кокино е голем потенцијал и со низиното уредување, низината пристапност, ќе добиеме сите, како во Куманово, така и во Старо Нагоричане,
ќе добие и туризмот, и угостителството, и во секој поглед тоа ќе представува некој бенефит за градот и за промовирање на целиот овој регион. Што се однесува до куќата на Христијан Тодоровски Карпош, на спомен куќата, веќе одамна е во план реновирање на оваа куќа. Меѓутоа имаше определени имотно-правни проблеми во врска со неја, тоест ова куќа припаѓаше во собственост на општина Куманово. И за да Министерството, односно Музеј Куманово, што е директно под Министерството, врши било каква инвестиција во оваа куќа, требаше прво да добие право на користење, така да го наречем. На една од последните седници на Советот на општина Куманово, ова право е добиено, односно Советот на општина Куманово реши ова куќа да ја даде на користење на Музејот на Куманово, така да веќе не постои никаква пречка овој проекат да се реализира и сигурно дека ќе се реализира во текот на 2016 година. Ова куќа ќе си го добие местото и значењето какво што го заслужува. Инаку, што рековте дека ќе останат само на предизборни ветувања, не би се сложили со тоа. ВМРО ДПМН е во пракса во последниве неколку изборни циклуси докажа дека своите ветувања ги реализира, дека сето она што е предвидено во програмата во пракса е реализирано и не гледам причина тоа да не биде и овој пат. Граѓаните на Куманово предложија повеќе идеи на последнава трибина. Дел од нив се изградба на мултифункционални спортски игралишта, реконструкција на театарот, субвенционирање на превоз на студенти од ранливи категории, изградба на конзерваторски центар и ред други. Според вас, дали некоја од овие идеи реално може да се најде во програмата на ВМРО ДПМН? Па, на самата трибина точно е дека граѓаните предложија неколку интересни идеи, одржливи и остварливи. Така да, мислам дека сигурно некои од овие идеи, дали бидејќи многу од овие идеи беа дадени во писмена форма, така да не беа представени на самата трибина, значи некои од овие идеи сигурно ќе заземе свое место и ќе влезе во програмата на партијата ВМРО ДПМН, а со тоа и ќе се реализира. Впрочем, и целта на оваа трибина е тоа, да се соберат што повеќе идеи и подоцна да после нивна обработка да се види која од нив може да се реализира. Тука има повеќе аспекти од оној правен аспект, па финансиски, значи ако е одржлива идејата, сигурно дека ќе се реализира. Така. Утрото после трибината жителите на селото Пчиња повторно ја блокира депонијата Краста. Значи, тие до вчера напладне не ги пуштаа камионите на јавното предпријатие Чистото и зеленило да го депонираат сметот, а од вчера напладне протестот е ставен во мирување, бидејќи во текот на неделова треба да се одржи на состанок во Министерството за транспорт и врски за да се најде некое решение на ова прашање. Локалната власт и комуналното предпријатие Чистото и зеленило сметаат дека овој долгогодишен проблем со депонијата Краста дека е политички мотивиран. Што мислите вие за овој проблем на жителите на селото Пчиња? Имаат ли реален проблем или навистина прават политика од целиот настан? Самиот факт дека во овие протести убаво кажавте за да учество жителите на село Пчиња и регионот околу село Пчиња, а не членовите на ВМРО ДПМН од село Пчиња, ви кажува колку има политика во ова, дека навистина ова е еден реален проблем со кој што се среќаваат ова население, бидејќи
како што сите знаеме, депонијата е многу близко до селото. Во селото нема водовод, значи користат вода за пиење од своите бунари, што ги имат во своите дворови, и која што вода при секој испитување се покажува дека не е погодна за пиење, бидејќи се загадува најчесто од нитратик од депонијата. Општината Куманово не превзема ништо за изградба на водовод и нормално дека тие жители дека ќе си го бараат своето. Бидејќи децата општина не припаѓаат на ниедна партија. Не се тие виновни да пијат незагадена вода, затоа што било ВМРО, било СДСМ, било која друга партија така одлучила. Да офатиме уште едно актуелно прашање, бегалската криза. Илјадници мигранти дневно поминуваат, транзитираат низ Македонија, особено низ Куманово, за да стигнат до транзитниот центар на Табановце. Сметате ли дека, што мислите, дали ова транзитирање низ нашава држава и низ Куманово може штетно да се одрази врз нашиот град, врз нашата општина, од економска гледна точка, од здравствена гледна точка? Што мислите за овој проблем со бегалската криза? Па ова бегалската криза е еден глобален проблем, кој што во моментот најголемите светски сили немаат решение за него или се обидуваат да го решат. Така да ние може само да се залажуваме дека ние тука ќе го решиме, ние може само да го пропратиме покрај нас и да се обидеме што помалку да не погоди оваа криза. За среќа, како град Куманово досега немавме некои позначителни проблеми со бегалците, бидејќи тие само поминуваа покрај нашиот град, многу малку од нив дури и влегува во градот. Не се сеќавам дека имало било каков проблем со тоа. Меѓутоа, сите ние редовно пратиме преку медиумите што се случува. Последниве денови во Гевгелија, градењето на ограда, значи каменување на полицијата. Така да нема да ме зачуди такво нешто, или барем во некој таков облик да се случи и во Табановци, во Куманово, и мислам дека надлежните органи треба да бидат спремни на такво нешто и спремно да најдат решение за тој проблем што би требало да се очекува. Колку што знам, изграден е камп за прифаќање на тие бегалци во Табановце, низ кој што тие бегалци поминуваат, имаат некоја основна медицинска помош, им се пружаат некои места каде што можат некоја основна хигиена да си направат и да си го продолжат патот наму каде што тргнале. Како општински комитет на ВМРО ДПМН од Куманово, вие во септември годинава имавте многу интензивни пресконференции во повеќе населени места во Куманово, каде што се критикуваше работата на локалната власт. Одеднаш тие пресконференции застана, некако стопира, па која беше целта на овие толку зачестени пресконференции, нели во тој период месец или месец и пол, еве сега веќе месеци нешто, ниту една пресконференција на ВМРО ДПМН. Дали се тоа инструкција од централната власт? Не би рекол дека сме престанале со тие. Може би сме го намалиле интензитетот. Се одржа, не би рекол, месец и пол, сигурно не без пресконференција. Намален интензитетот се поради тоа што имаме некои други обврски партиски на тоа. Меѓутоа, сигурно дека ќе продолжиме и понатаму со едни такви конференции, бидејќи тоа ни е на нас единствениот начин
со кои што можеме да го кажеме на локалната власт за проблемите со кои што се среќаваат граѓаните. Бидејќи факт е дека ние немаме некоја реална власт и реална можности да било што направиме за решавање на овие проблеми, освен да укажеме на нив. Тоа го правиме и преку Советот на Куманово, каде што и покрај тоа што укажуваме, секогаш сме надгласувани, знаете дека сме опозиција там во тој Совет. Значи, ни остануваат само овие пресконференции на нас или на граѓаните да и укажеме на локалната власт какви се проблемите со кои што среќаваат граѓаните во определени делови од градот, се со цел да ги натераме да направат нешто да тие проблеми се решат. И понатаму ќе продолжиме со тие пресконференции. Како координатор на советничката група на коалицијата на ВМРО ДПМН, токму на последната седница на Советот на општина Куманово имавте забелешка на предлог одлуката за субвенционирање на стечајните работници во врска со критериумите по кои се субвенционираат комуналиите и јавниот градски превоз за овие стечајни работници. На што се должеше оваа забелешка? Што мислите, по кој критериум треба стечајните работници да добиваат право на субвенција? Значи, мислам дека малку погрешно сме се разбрале. Јас немав забелешка на тоа дека треба на стечајните работници и на социјалните случаи да им се помогне. Општината може тоа да го направи, значи, преку субвенционирање на определени комунални давачки и преку субвенционирање на јавниот градски превоз. Меѓутоа, имав забелешка на критериумот по кој што се одлучува кој треба да ги прими овие субвенции, бидејќи тие критериуми барем на нас како советници не ни беа баш објаснети како што треба и не ни е јасно кој ги одлучува, кој од тие социјални случаи стечени работници ќе прима или нема да прима. Мислам дека во тие критериуми или во самото одлучување треба многу повеќе да се вклучи Центарот за социјални работи, бидејќи тие се најкомпетентни, обучени, имаат највеќе податоци за да одлучат кој да ги прими или да не ги прими тие субвенции. Така, Фрустина Трајковска, од општината Куманово, подоцна појасни дека право на субвенционирање имаат стечајните работници кои што на месечно ниво во семејството немаат повеќе од 10.000 денари. Мислите ли дека ова во ред? Па добро, некои критериуми може да има. Сега дали ќе биде тоа 10.000, 8 или 12 е веќе дискутабилно, али некој критериум, некој став мора да се заземи, некоја граница мора да има. Сега дали е баш она вистинското, мислам дека не би дискутирал сега. Исто така, како советничка група, иницииравте именување на улиците во повеќе населени места, со тоа што сакавте да започнете со преименување на плоштадот од Нова Југославија во Македонија. Оваа иницијатива доби поддршка од граѓаните на Куманово, но не беше поддржана од Советот на општина Куманово. Каде се закочи работата? Проблемот со улиците е многу голем проблем во Куманово. Така, граѓаните не можат од повеќе аспекти. Прво, факт е дека голем дел од градот, односно од приградските населби, уште се води како населено место без уличен систем. Што значи? Сите оние жители на Куманово, кои што живеат во овие неозначени улици, имаат проблем при решавање на своите граѓански права. Значи, не можат да извадат лични документи или имотни листови. Значи, било кој проблем од таа сфера кај нив представува пречка. Затоа голем дел од
тие луѓе вадат лични документи на некоја сосема друга адреса од онако кој што живеат, што е спротивно со законот. Например, најголемиот дел од село Добршане имаат лични документи на некои улици од населбата Вера Которка, а веќе во село Добршане нема. Тоа е само еден пример. Та истото тако е и во Пуковско, и во Едучка чешма, и во така наречена Палестина, и во... Значи, на огромни простори од градот се уште неозначени. Ако ја пратевте седницата на Советот, дури на претходната седница беа донесени одлуки за именување на улици во населбата Гладно поле, што е на 10 минути од центар. И наша иницијатива беше да го потикнеме, да ја потикнеме локалната власт да преуземе нешто на овој план. И мислам дека иако иницијативата не беше прифатена, само тоа решавање на проблемот во Гладно поле е дел од нашата акција, и значи ние веќе нешто сме постигнале со тоа. Сосема друго прашање се имињата на тие улици. Значи, факт е дека во Куманово постојат имиња кои што се веќе одамна прегазени од времето и не соодветни за ова време во кое што живееме. Ја многу луѓе сум прашал, јавно ќе прашам пред телевизија, знае ли некој Куманово кој е тој Драган Стопаревиќ? А сите знаеме која е улица Драган Стопаревиќ, сите ја знаеме во Куманово. Кој е тој? Како да одговорам на своите деца, на своите внуци, кои ќе ме прашат кој е тој? Има многу луѓе од Куманово кои што заслужуваат многу повеќе да го носат тоа име на таа улица, а на некои личности за кои што никој не знаеме од каде се, како се и кои што едноставно ги прегазило времето. Моја идеја е дури некои улици да се добијат имиња спрема она како народот го вика. Значи, зошто ако сакаме на некого да му објасниме, никогаш не велиме живеем на улица Моше Пјаде, сите велиме живее на Проевски сокак. Или живеем на улица Его Лола Рибар, никој не кажува така. Сите викаат на Нагорички сокак. Па зошто таа улица едноставно да не се вика Проевски сокак, да не се вика Нагорички сокак, на сите ќе им ја олесни работата. И мислам дека нема никој да погоди со тоа дали дали не. Така, што се однесува до преименувањето на плоштадот Нова Југославија во Македонија? Па да. Кратко, едно резиме на она што се случи. Мислам дека самото тоа гласање, дека некој гласа да плоштадот се вика Нова Југославија и не да се вика Македонија, живее во Македонија, кажува се. Мислам, неодржливо е толкувањето дека веќе наименувано Нова Југославија и тоа е веќе непроменливо, не треба да се менува. Не е точно. Тој плоштад пред Нова Југославија се викал Цар Борис, пред тоа се викал Крал Александар. Тега пример дажа. Значи спрема времето во кое што живее. Факт е дека веќе ретко кој од нас знае која е таа Нова Југославија. Во меѓувреме настана неколку Југославии и која е баш таа новата, ретко кој би знаел. А и нема зошто веќе да во Македонија да носиме такво име. Дали како партија започнавте со подготовките за предвремените парламентарни избори? Утврдена ли е платформата за програмата и на што најмногу ќе се фокусирате на овие предвремени избори во април 2016 година? Значи, уште од самото објавување дека изборите ќе се одржат во април, на 24 април, ние како партија започнавме со подготовките. Значи, сега за сега интерно помеѓу нашите членови.
дел од тоа и онаа трибина што ја направивме, значи во тек изготвување на програма за тие избори. И како и досега, како и во последниве изборни циклуси што сите знаете, партијата ВМРО ДПМН најмногу ќе се фокусира на економијата. Значи на економските проблеми, на решавање на економските проблеми на граѓаните, значи на социјалата и така. Дали веќе се започнува со подготовките за списоците за пратеничка листа или се уште е рано за тоа и дали можеби вие ќе се најдете на пратеничка листа? Мислам дека е многу рано уште за тоа. Дека реално нити меѓу нас, а нити во партијата до сега се нема разговарано на таа тема и мислам како и секогаш што ќе биде објавено дури месец дена пред изборите. Избрани ли се веќе шефовите на општинскиот и на регионалниот изборен штаб? Општинскиот изборен штаб е избран веќе. Председател на општинскиот изборен штаб сум јас, а регионалниот штаб уште не е формиран. Така. Денови веќе биде во блиска иднина или? Има време за тоа. Да, има време за тоа. Добро. Што мислите за новите министри и заменици од редовите на СДСМ? За прв пат, нели, министер е и Кумановец од осамостојувањето на Република Македонија, досега немало Кумановец министер. Дали се тие тука како коректив на работата на нивните предходници, Чавков и Спасов? Како ја оценувате нивната работа? Па прво, да ве коригирам малку. Така, за коректив на ова, да. Кумановец министер е имало досега, албанец. Се извинувам, да. Значи, немало, не албанец министер Кумановец, така. Па, овие министри и заменици министри што сега се назначени, по мене не се вистински министри, заменици министри, бидејќи за мене некој е легитимен и вистински ако е избран на легитимни избори. Овие се повеќе наметнати и така ја сваќам и нивната функција, значи повеќе како техничка функција, отколку како некоја реална министерска функција. Добро. Освен што сте активни во политиката, вие сте долгогодишен бизнисмен, приватен стопанственик, па еве да ве прашаме, го поддржувате ли законот за исплаќање на К15? За фирмите сега излезе нели заклучокот дека фирмите кои што работат профитабилно мора да исплатат К15, оние за другите не е задолжително. Па да, го поддржувам. Не би рекол дека овој закон веќе постои неколку години. Така? И веќе неколку години фирмите исплатуваат К15. Дали тоа ќе биде во облик на К15 или во облик на некоја си 13-та плата или на некој начин, тоа е веќе дискутабилно. На кој начин и колку треба да биде износот на тоа. Инаку во секој случај го поддржувам исплатата. Ја поддржувам исплатата на нешто за вработените, бидејќи тоа е пракса во целиот свет. Обично за Нова година или за Божиќ се дава некоја си 13-та плата или каде како ја формулирале и па нека биде К15 на крајот на краиштата. Господине Петковски, ви благодарам што бевте гостин во емисијата Став. Се надевам дека ова не е прва и последна, нели, емисија со вас. Ќе имаме прилики во друга прилика за некои други актуелни теми. Повторно ќе ве поканиме и се надевам дека како и сега ќе ја прифатите нели поканата да бидете дел од емисијата Став во Телевизија Плюс. Прва е, се надевам не и последна. Значи, уште еднаш благодарам што ме поканивте и секогаш кој ќе бидам поканет, ветувам дека ќе се јавам кај вас во емисија и ќе ги споделам нашите ставови со граѓаните на Куманово.
Ви благодарам уште еднаш, а вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.